Благодарам. Процедуралното го барам согласно членот 3 став 3 од Деловникот и согласно членот 32 став 4 од Законот за собрание и секако нема потреба да се повикувам на членот 74 од Деловникот, бидејќи тој константно се прекршува, односно ретко кога седниците закажани во одредено време да започнат и во закажаното, еве денес конкретно после 65 минути започнуваме со свиканата седница за од 11 часот. Инаку сакам да ги поздравам денес така орните колеги кои што во саботата овде ги оставивме да триумфираат, а само ден потоа беа демантирани во однос на нивните лаги и убедувања кон македонската јавност за чинот на нивното предавничко гласање, па би ги запрашала дали во текот на вчерашниот и за вчерашниот ден има можност и време да го прочитаат веќе објавениот протокол откако се потпише и што имаат на тоа да кажат. Се разбира дека немаат ништо и затоа се повикав на членот 3 од Деловникот, кој што се однесува на употребата на јазикот во ова собрание и на членот 32 4 од Законот за собрание, кој што исто така се однесува тој за собранискиот канал и за тоа дека треба да се грижи за соодветната јазична застапеност на јазиците при емитуваните програми, па согласно ново настанатата ситуација, односно гласањето по неважечки документи, протоколот кој што од завчера е веќе објавен во јавност, би го замолила председателот Талат Џафери да се погрижи на оваа група тука во средината да им обезбеди соодветен превод на веќе од завчера ново формулираниот западно-македонски дијалект или дека јазикот за кој што тие цврсто гарантира дека е бетон и дека ќе биде признаен од страна на источниот сосед, дека од завчера веќе и официјално со декларација од страна на Бугарското министерство за надворешни работи е прогласен за дијалект на бугарскиот, а не за македонски, за кој што вие овде сечевте вени и се трудевте да не убедите не нас, туку повеќе македонската јавност. Обезличени сте, колеги од власта, и не случајно тој ден пробавте да направите дефокус на вашето предавство, свикувајќи ја седницата број 78, која што требаше да трае уште цели 2 дена, на која што беа пријавени уште вкупно 37 пратеници, од кои 26 беа од опозицијата, а 14 од власта. И ако опозицијските пратеници јавно кажаа дека ќе ја напуштат салата на чинот на предавството, се прашувам зошто останатите вкупно 14 пратеници од власта се откажале од збор поднос на ребалансот на буџетот. Зарем немаа што да кажат поднос на плячката на граѓаните паралелно со националните предавства? Тоа сте вие мајстори за правење на дефокус и за спреснување на темата која што е најбитна во моментов за граѓаните во Република Македонија. Затоа ќе порачам до председателот уште еднаш согласно членот 3 од Деловникот да се обиде на оваа група тука да им обезбеди превод на новиот западно-бугарски дијалект кој што тие потпишаа дека ќе стои за македонско